Министерството за внатрешни работи на Република Македонија преку Одделот за меѓународна полициска соработка, односно преку Интерпол Скопје од страна на бирото на Интерпол во Белград, утринава и формално беше известено дека едно од лицата кој што се бараше со меѓународна потерница во врска со случајот оперативната обработка Шпиун било приведено синоќа на подрачјето на Нови Сад и во текот на утринските часови било изведено пред надлежен истражен судија во Основниот суд во Нови Сад, од чија страна му била изречена мерка притвор, екстрадиционен притвор во време трајање од 40 дена. Во истиот допис кој што е испратен до нас, потврдено е дека лицето идентификувано и побарано е од македонските органи на прогонот да ја отпочнат процедурата за доставување на барање за екстрадиција на приведениот. Согласно процедурите, Министерството за внатрешни работи се обрати до Министерството за правда и до надлежните судови, така што очекуваме во најможен рок да биде комплетирана целокупната документација, истата да биде доставена до органите на прогонот во соседна Србија, кои што во натамошната постапка треба да се произнесат по барањето за екстрадиција, и доколку биде одговорено позитивно, како и во сите досегашни случаи, Министерството за внатрешни работи на Република Македонија со Српското министерство ќе се договорат околу деталите за испорачување, односно преземање на лицето кое што во текот на ноќта беше приведено во Нови Сад. Министерството за внатрешни работи на Република Македонија поседуваше само оперативни сознанија и информации дека лицето се наоѓа во соседна Република Србија, но се разбира официјална формална потврда за тоа немавме. Единствено што имавме формална потврда е дека лицето не се наоѓа на територијата на Република Македонија, зашто во соодветна процедура го информиравме и судот кој што издаде наредба до Министерството за внатрешни работи веднаш по поднесувањето на кривичната пријава во врска со оперативната обработка Шпиун за распишување на меѓународна потерница. Меѓународната потерница, како што јавноста беше информирана, беше распишена уште набргу по поднесување на кривичната пријава, така што постапуваа практично сите полиции кои што се членки на Интерпол по неа, и веќе кажав дека во текот на вчерашниот ден најпрвен телефонски бевме информирани дека лицето е лоцирано во Нови Сад, а денеска во утринските часови бевме формално известени дека станува збор за еден од осомничените во аферата Шпиун. Според првичните сознанија кои што ги имаме од српската полиција, лицето најверојатно престојувало во еден или во два стана во Нови Сад, но се разбира тоа се уште непотврдени детали околу случајот. За нас е најважно тоа што лицето е обезбедено и што може да почне постапката за екстрадиција. Министерството за внатрешни работи не води евиденција за македонските државјани дали тие поседуваат евентуално двојно државјанство и какво државјанство поседуваат, така што не би можеле со сигурност да потврдиме дека лицето нема некакво друго државјанство освен македонското. Тоа можеме да го потврдиме е дека е со сигурност македонски државјанин и ние по таа основа го бараме. Инаку осомничениот беше опфатен со кривичната пријава во врска со оперативната обработка Шпиун поради основано сомнение дека сторил повеќе кривични дела, како застойничко здружување по член 394 став 2, понатаму шпиунажа по член 316 и уцена по член 259 во врска со член 19 од Кривичниот законник на Република Македонија. Целокупниот процес на екстрадиција не зависи исклучиво од Министерството за внатрешни работи, напротив, зависи и од Министерството за правда и од надлежните судови, како во Република Македонија, така и во соседна Република Србија. Тоа што можам да го кажам во име на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија е дека ние сме подготвени максимално брзо со српската полиција, доколку биде донесена позитивна одлука, односно одлука за екстрадирање на лицето во Република Македонија, да договориме начин, време, место, каде и како би го презеле од српските органи на прогон. За сега немаме такви информации, но се разбира дека Министерството за правда е известено веќе за неговото лишување од слобода и дека ќе отпочне постапката за екстрадиција, односно ќе биде доставено барањето, а српските органи на прогонот ќе го разгледаат истото и ќе се произнесат по него. Доколку има какви било други пречки правни,
би било известено Министерството за правда. За сега немаме информација дека лицето има евентуално двојно државјанство или пак дека се бара и за други кривични дела сторени на подрачјето на Србија.